Потешката и непроспиена ноќ од денеска напладне битолчани можат да здивнат. Големиот пожар кој избувна вчера во попладневните часови кај местото викано Смолево во Подпелистерието, денеска околу падне целосно е изгаснат. Безпоштедната борба со пламените јазици кои му се закануваа дури и на Националниот парк Пелистер, а и на селото Буково, траеше преку 20 часа. Пожарот кај Битола на Пелистер е изгаснат целосно од страна на битолските пожарникари со поддршка на хрватскиот канадер и 2 ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување, ни рече за Алфа Стојанче Ангелов, директор на Центарот за управување со кризи. Дека овој пожар денеска е ликвидиран, а кој уште од стартот беше окарактеризиран како тежок, пред се заради тешко пристапниот терен, но и заради боровата шума, а за која се знае дека е доста опасна при согорувањето, ни потврди и градоначалникот на Битола Тони Коњановски. Доста тешко е, затоа што боровата шума е борова шума, мислам, опасна е, не можеме да се доближиме во никој случај. Како и завчера, така и денеска до пладне, ете успеавме да му се спротивставиме и на овој оган. За волја на вистината, синојќа колку толку ни помогна и дождот што подзаврна и кој, иако целосно не ги изгасна огромните пламени јазици, ама барем им ја зеде силата, а скриените жаришта ги загуши. Сепак, работата најмногу ја завршија 4 воздухоплови кои утрово ни беа испратени како државна воздушна поддршка на над 100 пожарникари, вработени од јавните предпријатија, доброволни друштва, но и граѓани кои цела ноќ беа очи во очи со распламтената стихија. Огромна благодарност до сите нив, ни изјави градоначалникот Коњановски. За сега нема информации за тоа што се опустоши овој пожар, кој беше на само 10 километри од Националниот парк Пелистер, а кој започна во близина на Смолевската рекреативна зона на Тумбекафе и за кратко се прошири кон Стрежевскиот канал и кон селото Буково. А со оглед на тоа што овој пожар избувна на сосема спротивната страна од завчерашниот и тоа од среде шума, се посериозни се сомневањата дека пожарите се подметнуваат, заради што и МВР максимално ги засилува контролите.